заговорник и нова тема во Македонија наутро. Инвестирањето во изградбата на железничка инфраструктура значи изградба на историја. Инвестициите во железницата се во фокусот и на јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура оваа година. На кои проекти ќе им се даде приоритет, ќе има доволно пари за истите и колку, меѓу другото, е безбедна железничката инфраструктура во нашата земја. Тема на анализа со директорот на јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура, господинот Хари Локвенец. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Христина. Благодарност за поканата и за издигнувањето на оваа тема на пиедестал на самиот старт на новата година. И предпоставувам ќе ми дозволите на вашите почитувани гледачи и на сите македонски граѓани да им ја честитам нова година. Со најголеми убави желби, а во исто време и благодарност за и тоа што интервјуто е во можеби најубавата недела во годината, како предвестник на Бадник, на Коледе, на Божик, на најубавите денови, барем според нашиот верски календар. И голем дел од граѓаните се дома, па ќе може да проследат што се е ново и актуелно се разбира. Приказната со железницата во Македонија, господине Луквенец, започнува далечната 1873 година, кога првиот воз влечен од парна локомотива пристигна на железничката станица во Велес. И од тогаш започна железничкото поврзување на Македонија со светот 150 години долго. Ево уште една причина за моето задоволство и благодарност за вашата покана за во денешната емисија. Да, ова е годината во која една македонска институција го одбележува најголемиот јубилеј. Македонските железници се институција со најдолг државен национален јубилеј, во конкретниот случај 150 години. И тука е многу интересно дека во Отоманската империја само 16 години после пуштањето во употреба на линиите и возот во Истанбул, во Цариград, возот е стигнат во Македонија, кој е прилично краток период за да бидеме поврзани со остатокот од светот и да продолжиме понатаму да го правиме нашето поврзување. Неслучајно ја почнавме вака темата, бидејќи сакаме да кажеме и покажеме што направиле нашите предци, за да дојдеме до тоа што ние треба да направиме. Железницата во одредени временски периоди одиграла клучна улога во формирањето на македонската држава, иако во Втората светска војна железницата и железничките работници имале активно учество во ослободителното движење на Македонија, подоцна и во економскиот развој на државата. Каква е конекцијата со светот 150 години подоцна и имате ли впечаток дека ние како нови генерации направивме нешто повеќе или изградивме километар подолга пруга од она што го направиле нашите предци? Дозволете ми да бидам личен во одговорот на ова прашање, зашто околу 2 години ја водам оваа исклучително важна и стожерна институција. Македонски железници не само што се дел од критичната инфраструктура, како и во секоја држава, всушност и американскиот пример со нивната железница покажува дека една, можеби најголема империја во историјата на човештвото се темели на два столба. На Пони Експрес на нивните амерички пошти и второ е на америчките железници. Сето понатаму е развој на државата. Истото предпоставувам дека се случувало и кај нас, а ние сега со нашите активности работиме да го повториме тој пример и да продолжиме понатаму користејќи ги сите поволности на железничката инфраструктура за кои верувам дека во денешниот разговор ќе зборуваме. И од сферата на екологијата која во моментов е исклучително важно прашање, не само во Скопје, туку и во целата македонска држава. Од друга страна, водете сметка дека само со една локомотива која се движи на електричен погон, вие можете да пренесите 1500 тони добра, роба, од една на друга локација. Верувајте, со ниедно друго превозно средство не можете нештото да го направите со толку многу малку емисија на штетни гасови и узурпирање на животната средина. Тоа е првата работа. Втората работа е доверливоста и сигурноста на железницата како транспорт. Третата работа е можноста за поврзување, огромната можност за поврзување и дополнителни други атрибути кои се во корист и во интерес на користењето на железниците. И Вилата, ако сакаш да напредуваш, мора да земеш пример од подобриот. Нема да се споредуваме со европските земји. Можеме ли да направиме една компарација со регионот? Како стои македонската железница со регионот?
Јас можам да зборувам за бројот на километри, македонски пруги и македонска железница. Во моментов имаме 700 километри пруги. Се работи на источното крило на коридорот 8 во должина од 89 километри и се планира до крајот на оваа деценија да биде завршено западното крило кон Република Бугарија во должина од 63 километри. Станува збор за дополнителни 150 на километри на постоечките 700-850 километри пруги во нашата држава. Од друга страна, не само големината, должината на железничките пруги, важен е и квалитетот на железничката инфраструктура. Можем да ви кажем дека не е на задоволително ниво и всушност вие денешниот разговор го почнавте со еден многу интересен збор приказна. Всушност, приказна која нема крај е работата во железниците и железничката инфраструктура, зашто постојано потребно е подобрување на истата, замена на делови и одржување во кондиција на истата. Од друга страна, ако сакаме да се споредуваме и со регионот, меѓутоа и со целиот свет, во моментов најактуелни се брзите пруги, двоколосечните пруги. Ние како држава располагаме со едноколосечна пруга, додека во светот многу често во моментот се користат двоколосечни пруги. Втора работа, нашата пруга, најважниот коридор 10, север-југ, се води по течението на реката Вардар. По течението на реката Вардар вие сте ограничени и сте заложници на географијата на самата река и на самата долина. Тука главен критериум се кривините на самата пруга и всушност брзината на возовите и она која железничката инфраструктура може да го обезбеди како брзина за возовите, најмногу зависи од радиусот на кривините на самата инфраструктура. А по течението на Вардар вие не можете да извадите права пруга. Значи, за да имаме брза пруга, за да имаме што поголема брзина на македонските возови, ние потребно е да извршиме измена во таа насока, за да направиме нова траса со многу помалку кривини или помали кривини на железничката пруга. 2022 измина во знакот на економската и енергетска криза, која што според познавачите ќе не следи оваа година. Остави ли кризата последици во работењето на железници и приходите на предпријатијата? Можем да ви спомнам дека можеби македонски железници и инфраструктура се една од ретките фирми која допринесе за намалување на ударот и влијанието на оваа светска економска криза. Зошто во овој момент главните македонски инвестиции во инфраструктурата, покрај патната инфраструктура, се во железничката инфраструктура. Ние ја отпочнавме со работа на 19 октомври, ја отпочнавме со работа изградбата на првите две делници од источното крило на коридорот 8 кон Република Бугарија, 31 километар од Куманово до Белјаковце и 34 километри од Белјаковце до Крива Паланка, што е исклучително важно. Исклучително важно и заради економското раздвижување, заради инвестициите, заради ангажманот на македонските компании кои се поддршка на целата таа градба, така да можам да ви спомнам дека ние, од наша гледна точка, сме задоволни од активностите во 2023 и во исто време од очекувањата за тековната оваа 2022 и за оваа 2023. Во 2023 следува третата фаза од изведбата на пругата кон Бугарија, која што е најскапа и најсложена. Европската унија останува поддржувач со финансиски средства, но ќе може ли овој проект некако да се заокружи за брзо време? На сам старт огромна благодарност до Европската унија, до препознавањето од нивна страна на активностите во македонската држава и поддршката која ја добиваме. Во исто време огромна благодарност и до Европската банка за обнова и развој и нивното представништво овде во Скопје и целата нивна поддршка не само од финансиски, туку и од логистички аспект. Оваа година ние треба да ја отпочнеме процедурата за третата и сами кажавте најсложена фаза која представува предизвик од повеќе аспекти. И од проектантски, и од изведбен, и од логистички, заради тоа што тоа е најкратката делница. Само 24 километри, меѓутоа
Доволна е информацијата да ја споделам со јавноста дека во 24 километри проектирани се 24 тунели и 51 мост. Тоа е причината зошто е предизвикот повеќе аспекти. Меѓутоа, тоа подразбира дека ќе биде и најскапата делница. Најскапата етапа од источното крило на коридорот 8 и овде ја поврзувам благодарноста која претходно ја искажав до Европската Унија, зашто истата со грант средства, огромен процент, близу 50% од вкупната вредност на проектот ја финансира со грант средства, средства поклон, средства бакшиш до нашата држава, кои би ги искористиле за изградба на третата делница. Плановите се дека до крајот на првиот квартал, може би почетокот на вториот, некаде најдоц на првата недела во април, ние би требало да ја објавиме целата тендерска постапка за третата фаза, за да имаме избран изведувач до крајот на оваа 2023 година. Ве уверувам дека во моменталната ситуација во која се наоѓаме, а тоа би бил вистински успех од страна на целиот тим, на вработени во Македонски железници и инфраструктура, водејќи сметка за големината на потфатот, кои тие во овој момент треба да го направат, за да ја подготват не само самата документација, туку сите подготовки и странични активности кои се потребни за реализација на еден ваков проект. Голем потфат е и проектот за железничко поврзување на Скопскиот аеродром со главниот град. До каде е овој проект? Одлично ви е прашањето. Според мои лична номенклатура, сметам дека една од причините нашиот главен град во вистинска смисла на зборот да го наречеме метропола, ќе биде поврзувањето со аеродромот. Активностите се на ниво на планирање во овој момент. Соработката со ТАВ како најголем корисник и институција која би имала најголем директен бенефит од таа работа ги имаме. Во исто време знаеме и самите дека на истата локација се наоѓа и воениот аеродром на Македонската армија, која во моментов е НАТО армија, дел на НАТО структурата, така да во овој момент со нивна поддршка ги работиме сите подготовки за да ја подготвиме квалитетно документацијата и не сакајќи да се направи било каков проблем во изведбата. Тимот во Македонски железници пристапува максимално сериозно за во најскора иднина да можеме да го реализираме и тој проект. Безбедноста на пругите. Ова е тема која што сакам малку да ја отвориме и продискутираме. Деногиве ни вознемири навистина информацијата за возот кој што се приврте во Србија, полн со амонијак, неколку дена подоцна одзема и неколку животи изливањето на амонијакот и ја доведе темата во фокус за безбедноста на пругите. Каква е состојбата со македонските пруги и безбедноста на истите? Постојат ли некои жешки точки во моментов? Постојат. Директен одговор. Постојат, меѓутоа станува збор за точки за кои посебно се внимава, посебно најмногу при најмногу машиновозачите и при поминување на возовите, посебно се внимава, водејќи сметка за моменталната кондиција на тие точки. Правиме сите тие точки да се намалат до максимум, да го подобриме квалитетот и тоа, како што спомнав, е секојдневна, бескрајна работа на железници и инфраструктура, зашто водете сметка. Ако железничката инфраструктура ја споредуваме со патната инфраструктура, во организацијата во нашата држава, во патната инфраструктура, ние го имаме јавното предпријатие државни патишта, ЈПДП, кое се грижи за големите проекти и реализација на истите, додека одржувањето на патната инфраструктура е доделено на Македонија пат или некој друго име кое го има во моментот. Додека во железничката инфраструктура овие две улоги, две функции се во истата компанија, Македонски железници и инфраструктура, и ние се грижиме во исто време и за реализација на новите проекти од типот на коридорот 8 и одржувањето на пругата. Со огромен ентузијазам сите работници, зашто еве јавно пред македонската јавност би сакал да им се заблагодарам, сите вработени, буквално сите, во Македонски железници и инфраструктура со огромен ентузијазам пристапуваат кон својот дел од работата, зашто сум им неизмерно благодарен и го зборувам јавно пред македонската јавност, независно дали станува збор за делот на
нови проекти и проектна документација или во делот на обновување на пругата, сите сервиси, ремонти кои треба да се прават во овој момент. Со постоечките средства. Прво, човечки капацитети, второ, машински парк кој го имаме и со постоечкиот буџет се обидуваме да дадеме максимум и да допринесеме кон подобрување на инфраструктурата. Уште малку ќе се задржиме на тема безбедност. Какви се несреќи бележиме низ годиниве? Која е начистата причина за истите и колку, да речеме, нашата сообраќајна култура придонесува, односно не култура на однесување, придонесува за железничките несреќи? Малку чудно би ви одговорил на ова прашање, свесен за ризикот на одговорот. Бројот на несреќи е намален, кога зборуваме статистички, ама тоа не е никаква сатисфакција. Дури и само една несреќа, сообраќајна несреќа, во случајов во железничкиот сообраќај, и да не даде Господ губење на човечки живот, е огромна штета. И за општеството, и за државата, и за семејствата. Значи, статистички е намален бројот на тие несреќи, меѓутоа нашата цел, интенција и желба е да ги сведиме на минимум. Железничкиот сообраќај има посебни правила и кои строго се почитуваат од страна на учесниците во железничкиот сообраќај. Главниот проблем настанува при вкрстувањето на железнички со патен сообраќај, на оние крстосници каде имаме вкрстување на едниот и на другиот сообраќај, и сметам дека сите ние заедно, вие и ви благодарам за тоа што го акцентиравте ова прашање, и сите ние заедно како граѓани би требало да обрнеме многу повеќе внимание на нашата сообраќајна култура, на почитување на правилата, на следење на знаците и сигнализацијата, зашто, верувајте, сите се направени за да се почитуваат и направени според прописите. Ако ги почитуваме сите тие правила, сите тие знаци, во сообраќајот буквално и нема да имаме таков тип на несреќи, и ова е директен апел кон македонските граѓани, посебно кон учениците, да обрниме внимание и во школството и во образованието, да го вбризгаме оваа внимателност кон учениците, ова внимание кое треба да го посветуваат кон безбедноста во сообраќајот, зашто станува збор сепак за нашите животи. Во еден сегмент од разговорот споменавте со сите капацитети и човечки ресурси со кои располагаме, работиме со многу ентузијазам и посветеност. Ајде малку да се задржиме на ова. Како стоите со човечките ресурси во предпријатието? Не сум од луѓето кои се осврнуваат на минатото. Тешко воздигнавте. Дефинитивно и колегите мои, моето обкружување и вработените во железници ја знаат причината за воздишката. Не сум од луѓето кои, осврнувајќи се на минатото, бараат оправдување за моменталната ситуација или причина за некаков успех во моментов. Реалноста е дека македонски железници инфраструктура кубури и недостасува кадар. И недостасува и инженерски, меѓутоа и недостасува и кадар на самата пруга. Би тргнал од самата пруга европски просек на вработени е 20 вработени по километар пруга. Ако ние во овој момент имаме околу 950 вработени во македонски железници инфраструктура, а во исто време имаме 700 километри македонски пруги, тогаш нам недостасуваат околу 450 вработени. Ова само до европскиот просек. Од друга страна, кога зборуваме за инженери, највпечатлива информација за да го потврдам ова е дека во овој момент во железници инфраструктура задржани се сите пензионирани инженери кои би помогнале за трансфер на знаење и искуство кон нововработените примени инженери. Огромна благодарност и до владата која во изминативе 2 години ни овозможи до некаде да ја задоволиме потребата од инженерски кадар, кои се ни овозможија да ги вработиме и во моментов се во фаза на обука и на примање на искуствата од страна на искусните
И стабилен железнички сообраќај и задоволни корисници на услугите се врвен приоритет на предпријатието. Па моето прашање е како да современи, квалитетни и ефикасни македонски. Ова е класична дефиниција за мисија и визија во секоја, за мисијата на секоја железничко предпријатие. Гледајте, во овој момент ние сме членка во сите европски институции, го вративме своето присуство во сите европски институции на железничката инфраструктура. Не без причина, Европа 2021 година ја прогласи за година на железниците, заради тоа што огромен акцент и огромен дел од активностите во Европската Унија се насочени кон железничката инфраструктура. Уште еднаш ќе се вратам на бескрајната приказна. Бескрајната приказна со секојдневно подобрување на квалитетот на пругата, бескрајната приказна со креирање на нови проекти, на нови активности со кои би се зголемил бројот на километри на железници кои ги имаме овде и нормално во последно време најважниот акцент кој Европската Унија го има поврзано со железницата е дигитализацијата. Всушност и ние како компанија на 11 октомври минатата веќе година ги презентиравме македонските железнички проекти кои со расширени раце беа пред Европскиот парламент, пред сите пратеници на Европскиот парламент, кои добија максимална поддршка и веќавање за скоро финансирање, не само со кредити, туку најмногу со грантови од страна на Европската Унија. Најавивме многу проекти, за нив многу ќе зборуваме во престојната година, но ќе најавиме за крај уште еден убав проект, чија реализација сум сигурна дека со нетрпение очекуваат особено учениците, кои што и помладите, кои што треба да учат за она 150 годишна приказна на македонски железници, која што треба да ја раскаже Музеот за железнички сообраќај. Ќе го добиеме ли годинава? Македонски железници се единствената институција во регионот, можеби и поширок, кои немаат собствен музеј. Ние зборувавме пред малку за важноста, за стожерноста на ваквата институција, а сепак досега немавме музеј. Да, оваа 2023 година е година во која ќе го реализираме веќе подготвениот проект за музеј на македонските железници, кои пред македонските граѓани, а посебно пред учениците и младите, кои ги спомнавте вие, ќе ги доближи сите оние случувања кои се биле потребни за да стигнеме до ова железничко поврзување на македонската држава со светот и за да продолжиме понатаму. Сепак, пазете, враќањето во историјата никому не донесла среќна иднина. Тоа е стара поговорка. Меѓутоа, овие светли примери со кои пред младите луѓе би се покажало колку многу во минатото нивните предци вложувале и инвестирале за да го добиеме ова кој го имаме сега. И да поттикнат. И посебно онај дел кој вие го спомнавте во вашиот вовед, вклученоста на железничарите и во револуцијата, и во Втората светска војна, и во ослободувањето, во македонската ослободителна војна, сето тоа е нешто кое треба да биде дел од духот кој треба да се пренеси кон нашите нови генерации. На професионален план имате многу предизвици оваа година. Ќе посакам реализација на сите до една и за нив ќе разговараме во годината која што престои, како што споменав. Но и на приватен имате една убава радост, за која што сосема накусно сакам да проговориме, да не влеземе многу во терминот за вести. Секој новинар би сакал да прочита дело од новинар. За најреномираниот македонски новинар Тачко Локвенец, инаку ваш родител, се на колку страници? Околу 363. Може близко колку денови во годината. Бројот на страници не е толку важно. Што има во нив, апсолутно најважно. Да станува збор за емотивно прашање кој ми го поставивте. Мојата сестра Емилија Локвенец посхумно ја го подготви целиот оној материјал кој години наназад нашиот родител Тачко Локвенец го подготвуваше за издавање. Пред некој ден на промоцијата во Прилеп, Ерол Ризаов спомна дека станува збор за македонска новинарска енциклопедија, можеби и Библија. И верувам дека ќе биде интересно, посебно водејќи сметка дека
Ова е втора книга со истата тема. 89-та година во издание на Младборец издадена е книгата Вест и власт, исто така како прво издание на татко ми, а Тачко Локвенец, а ова е всушност некое продолжение. Ако првата беше Вест и власт, втората е Вест и чест, кое сметам дека е логичен след на активности поврзано со македонското новинарство. Ви благодарам за прашањето во секој случај. Во еден сегмент прочитав, новинарството е честна професија, имате вие таков впечаток, сега ние цело време ви почуваме. Вас сајде вие да не изанализирате нас. Како личност која израснала преку новинарскиот леп, сум еден од малкуте кој ја чувствува тежината на новинарството. Знае што значи новинарство и со исклучителна почит и огромен пиетет се однесувам кон новинарите како личности и свесен за тежината на дневно ниво. Не зборувам генерално, генерално е уште потешко, меѓутоа на дневно ниво која носи новинарската професија. И вака ќе завршиме новинарството, треба да биде стрплива, тивка, совест на јавноста. Драго ми е ако ви дадов шлагворд за емисијата. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Ми беше чест и задоволство. Мое задоволство. Благодарам.